Во врска со мојата изјава, ќе оставам таа моја изјава да ја толкува судот. Мислам дека јас си кажав кои биле моите работни обврски и зашто сум се појавил во собранието тој ден. Односно дека сум се појавил службено, по барање на мојот претпоставен. Бевте прашуван дали сте можеле поинаку да делувате, постојано има подголем притисок на судиката, да речеме, ве прашуваше дали поинаку може да делувате не само во однос на одбраната на председавачот, туку и во однос на се она што се случувало таму, дали сте можеле да ги контролирате ситуациите? Моите постапки се преточени во нашите решенија за работа и таму е децидно кажано кои се моите ингеренции и каде можам јас да постапам. Затоа одговорив онака како што одговорив на судечкиот совет. Во однос на вратата исто така и он обвинетиот Колјо кој што не се познавате со него, вие му ја отворивте вратата или тој сам ја скрши? Јас ако ја отвори вратата, таа немаше да биде кршена. Една ситуација овде каде што веќе слушнавте изјавата, нели, и вие бевте присутни, ја слушнавте одбраната, од еден процесен аспект и од аспект на ЗКП, видовте и сами дека иако тоа е во исклучителни ситуации, меѓутоа судот самиот поставуваше прашања што не е баш во согласност со ЗКП, со разјаснувања дополнителни, зашто сметам дека тоа нели секој од нас ќе го цени на свој начин, но бевте присутни, можевте да видите, така да ќе видиме на крајот исходот каков ќе биде. Во однос на коментарите на судиката дека различни снимки, односно судот гледал на еден начин снимки, по обвинетиот на друг начин и дека не се поклопуваат нивните мислења за тоа што се случувало на снимките. Знаете како, сметам дека е недозволиво за било кого, значи е недозволиво да се даваат коментари. Во ред, во судницата имаше моменти, вие сте исто сами сведоци, имаше моменти каде што имавме и да кажам опуштена атмосфера и смеење, но сметам дека во делот на давањето на исказ на еден обвинет, поготово на некому кому му се става на товар вака сериозно кривично дело, би било соодветно секој од нас да се воздржи од било какви коментари. Тоа е. Помага ли вашиот обвинет на луѓето кои што сакале да одат до пресцена? Апсолутно не би го толкувала така. Апсолутно не би го толкувала така, од причина што тоа е нешто што веројатно и дополнително ќе се утврдува преку докази на останатите обвинети. Собранието е голема институција и како физички простор, ни јас не го познавам доволно толку добро за да можам да коментирам.